Добар ден, почитувани новинари, почитувани граѓани. Сакам да ја информирам домашната и меѓународна јавност дека техничкиот премиер Оливер Спасовски продолжува да го попречува функционирањето на техничката влада. А со последните случувања во соработка со дел од стручните служби во владата, направи и кривично дело, фалсификување на службена исправа и злоупотреба на службена положба и овластување. Имено, на седницата на владата што се одржа во саботата на 15 февруари, последно на гласање беше ставена точката за поништување на 5 решенија донесени од моја страна за распоредување на вработени во Министерството за внатрешни работи. Со мнозинство гласови, владата во 10 минути пред полноќ, значи во 23:50, го усвои предлогот да се поништат 5 решенија. Значи, повторувам, само 5 решенија, за што постои записник, односно стенограм. Нејасно е како оваа одлука, експресно во координација со дел од службата во владата и со одобрување од Оливер Спасовски, е објавена во службен весник број 41, токму од истиот ден 15.2.2020 година, каде покрај 5 решенија чие поништување беше изгласано, се најдоа дополнителни 124 решенија за распоредување и една наредба за извршување на работа и работни задачи. Овие решенија воопшто не биле предмет на разгледување на членовите на владата, ниту е донесена одлука за нивно поништување. Имајќи предвид дека ситуацијата налага итно преземање на действија со цел да се спречи бришење, уништување или прикривање на докази, го повикувам основното јавно обвинителство да преземе действија за обезбедување на доказите и да спроведе истрага. Во спротивно ќе биде директно одговорно за неказнетото фалсификување на оваа одлука на владата. Сакам да ја искористам оваа прилика и да упатам апел до вработените во владата, кои се одобрување и понасоки на Оливер Спасовски веќе го прекршиле законот, да се воздржат од дополнителни действија со кои ќе се обидат да ги уништат или менуваат доказите и ќе влијаат на понатамошно откривање на кривичните дела. Истовремено ја повикувам владата да се воздржи од идни активности во насока на мешање во ингеренциите на и независноста на Министерството за внатрешни работи и директно влијание врз избирачкото право на граѓаните и изборниот процес. Ви благодарам. Да, повелете. Замениците што вие ги поставите одлуката која што беше поништена, денеска не се појавиле на работа. Дали е тоа во координација со вас? Значи овака, од страна на дополнителната заменик министер и од страна на директорот на Бирото за јавна безбедност беа пратени телеграми во кои што истото ми беше кажано дека ќе се повикат на кривична одговорност доколку не ја почитуваат одлуката на влада. Со цел смирување на тензиите, иако знаеме дека одлуката на влада не е во насока, дека нема ингеренција владата да укинува индивидуални правни акти, односно решенија, јас со цел избегнување на тензии им кажав на колегите да се вратат на старите работни места. Поентата на оваа влада е да предизвика хаос во Министерството за внатрешни работи и да предизвика одредени инциденти помеѓу самите вработени. Во текот на денешниот ден ние ќе издадеме нови акти, наредби, со кои што луѓето кои што јас сум ги назначил, а кои што се во согласно со оноа што како согласно законот за влада ми е дадено како право да назначам 10%, значи ќе бидат вратени на старите работни места. Меѓутоа, со оглед дека владата со одлука ги поништи сите овие решенија на незаконски начин, како што и сега информирав, на истите им кажав да се вратат на старите работни места, за да се избегнат инциденти во рамките на Министерството за внатрешни работи. Господин Чулев, голем број од граѓаните кои што веќе имаат поднесено апликација за издавање пасош се револтирани бидејќи не можат да добијат пасош. Да. Велат голем дел од нив велат дека им пропаѓаат бизнис делки, им пропаѓаат патувања, што исто така е финансиска штета. Прашуваат кој ќе понесе одговорноста? Да. Значи, овака, јас како што информирав, значи, овој проблем го направи Оливер Спасовски во Министерството за внатрешни работи со оглед на тоа што навреме не ги испланирал потребите на граѓаните за доволен број на патни исправи.
Јас ја информирав владата и еве и сега апелирам до владата да се изнајде начин и модус со кој што ќе се пролонгира важењето на веќе истечените патни исправи се до ден до пристигнување или до 6 месеци од денот на пристигнување на нови патни исправи. Владата има модалитети како да го реши овој проблем, значи отсуствува политичка волја. Значи пак ја користам оваа прилика да ја повикам владата во интерес на граѓаните да седнеме и да го решиме проблемот кој што е веќе на ниво на држава и алармантен. Во отсуство од политичка волја ки владата, јас на ниво на Министерство на внатрешни работи формирав комисија. Во комисијата имаме вклучено и медицинско лице доктор и приоритет во решавање на барањата на граѓаните че имаат оние лица кои што имаат ургентни медицински потреби. Ги повикувам граѓаните, сите ургентни барања за издавање на патни исправи да ги доставуваат до подрачните единици на Министерството за внатрешни работи, одсеците и одделенијата за управни работи и ние веднаш комисијата откога ќе ги поднесат наредниот ден ќе бидат разгледани. Но за оние граѓани за кои ќе се утврди, а кои што претходно не аплицирале, а за кои ќе се утврди дека имаат ургентни барања, Министерството за внатрешни работи ќе ми излезе во пресред со тоа што истите ќе аплицираат како по редовна постапка, односно нема да им бидат наплатени дополнителни финансиски средства. Значи, за сега е таква ситуацијата со патните исправи. Во моментот имаме околу 3400 пасоши со кои што располагаме и таа бројка, знаете, опаѓа и мора да ја менеджираме таа бројка до денот на издавање на нови патни исправи. Апликациите за редовни постапки продолжуваат и понатаму, значи нема да бидат сопрени, меѓутоа сите ургентни барања ќе ги разгледува комисија формирана во рамките на Министерството за внатрешни работи. Што значи дека Министерството за внатрешни работи не им го скратува правото на граѓаните да аплицираат по редовна постапка, туку ги менаџира ургентноста на потребите на граѓаните во ограничен број на расположиви патни исправи. Дали апостилски печат може да биде како опција привремено да се достави на истечените и дали тоа може да се спроведува додека има потреба за промени на законот и додека е распуштен страниот? Значи, овака, јас не сум правник по вокација, меѓутоа една од опциите со оглед дека веќе парламентот, собранието е распуштено, владата да го адресира овој проблем е ургентноста на потребата, ставање на печати апостилски или било какви со информација до сите други држави по дипломатски пат за продолжување на патната исправа е една од опциите која што ја има владата на располагање. За законитоста во крајен случај треба да реши самата влада, меѓутоа не имале случаи во меѓународни рамки каде што имало случаи каде што важноста на личните документи е продолжена со удирање на печати или со испраќање на ноти до државите. Со оглед на тоа дека и во моментално во патните исправи на граѓаните се удираат печати, знаете, со новото уставно име на државата, Република Северна Македонија, и тоа не е предвидено во законот, така да мислам дека владата може да донесе одлука за продолжување на важноста на пасошите на овој начин и мислам дека ниту една политичка партија со оглед дека се работи за проблем на ниво на држава нема да го опонира ова решение. Дали само овие 3400 пасоши се наменети само за лекување за итни случаи во странство или може да аплицираат или комисијата да разгледува документи на луѓе кои имаат договори и треба да заменат надвор во странство на почетокот на месец? Значи сите што имаат ургентни потреби, кажав, значи и тие што аплицирале, а и тие што треба да аплицираат, значи да се обратат до одделенијата и одсеците за управни работи на Министерството за внатрешни работи во градовите на територија на нашата држава. И комисијата во МВР ќе ги адресира барањата со тоа што нормално дека приоритет ќе имаат здравствените и медицински случаи, потоа приоритет ќе имаат оние лица кои што одат на државни надпревари, на меѓународни надпревари, а потоа и другите ургентни потреби.
Значи сите што имаат ургентни потреби може да поднесат документи. Вашата заменичка повика да објасните додека сте биле директор во Агенцијата за разузнавање, дали е точно дека се платени 12.000 евра за сметки на Иванови, телефонски сметки? Добро, да. Значи овака, согласно актите во Законот за Агенција за разузнавање и интерните акти на Агенцијата за разузнавање, значи директорот одлучува за начинот на комуникација со председателот или со други членови на владата. Додека бев директор на Агенција за разузнавање, од безбедносни причини, значи преземав мерки и активности за да обезбедам безбедна комуникација со председателот на Републиката. Значи, тоа се трошоци кои се направени за телефонски услуги, согласно интерните акти и Законот за Агенција за разузнавање, во период од 5-6 години. Мислам, и тоа не е некоја сума од 5-6 години, меѓутоа, јас одлучив за да имам безбедна комуникација со председателот на Републиката, да имаме посебни телефонски броеви. Освен за пасоши, граѓаните реагираат дека нема и сообраќајни дозволи. Неколку станици за технички прегледи не издаваат повеќе од 2 до 3 недели сообраќајни. Тука е проблем со тендерот? Овака, значи во текот на утрешниот ден, ова е нова работа која што ме информира, во текот на утрешниот ден стигнуваат доволен број на сообраќајни дозволи, 1500 Бату и Дивајн ги прави тие, значи требало посебни материјали, а до идната недела ќе стигнат 100.000. Не разјаснивте точно, што после 24 март рековте? Значи овака. Како ќе оди приоритетно, повторно ќе одат или ќе си одат сите оние кои што си аплицирале? Значи овака. За колкав период го планирале тоа? Дали ќе се засилите? Да, значи овака. Значи рековме дека согласно договорот со Веридос кој што е склучен претходно, на 24 март ја очекуваме пратката од 100.000 пасоши. Меѓутоа, правиме напори да се скрати тој рок. Доколку се скрати рокот, меѓутоа и доколку биде 24 март. Значи, ние веќе имаме направено стратегија и план, ќе се работи во продолжени смени, ќе се работи и во недела, така да ќе мислам дека за краток период ќе биде надминат тој проблем со пасошите и мислам дека за неколку недели ќе се нормализира состојбата. Има информации дека на еден од телекомуникацијските оператори има голем хакерски напад од странство со вртење на странски броеви. Да. Се станува збор за Телеком. Имате таква информација, дали пријано, дали се презема? Значи, ќе консултирам одделот за компјутерски криминали и ќе ја информирам дополнително. Дејќи добивме сите са валја добивме појден позив. Ќе ве информирам, мислам сепак тоа го работат колегите за компјутерски криминали и во текот на денот ќе добиете информација. Имаше шпекулации во врска со вашата оставка. Како го изгледа? Па јас да ви кажам, ме контактира и искрено да ви кажам, јас дадов и соопштение детално на Facebook. Меѓутоа еве да ви кажам, значи се работи за психолошки притисоци, за непринципиелни закани кои ќе ги добивам и вклучително соопштението на Либертас во таа насока е тотална дезинформација, значи е фейк ньюс и јас пак ќе ви кажам, значи за тоа ќе реагирам и до Совет за етика на медиуми и до Советот на честа при Сдруженијето за новинари на Македонија. Во однос на претходните представки што ги доставив до ЗНМ и до Советот за етика во медиуми, веќе има позитивно од страна на еден медиум за медијација, кај што ние би нашле модус како истите да го демонтираат веста кој што претходно ја објавиле, што е многу позитивна работа. Мене на вистина како министар за внатрешни работи ми не сакам да се впуштам во пишување представки до Совет за етика на медиуми и до Советот на честа, меѓутоа во овакви случаи кај што има еклатантно изнесување на лажна вест и на невистини, мислам дека треба да се реагира. Ви благодарам.